partë të diskutuar në minutat në vazhdim në studio. Kam të ftuar kreun e komunës Qendër, zotëri Goran Gerasimovski. Господин Gerasimovski, добро дојдовте во Алца. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Актуелна е темата за контролите и за по трагедијата во Кочани. Дали како општина направивте вонредна контрола, инспекции по објектите? Да, стваривме прво состанок на управниот одбор на ЗЕЛС, каде што се договоривме, дававме неколку насоки за општините. Имавме неколку точки, меѓу кои безбедноста на училиштата и сите оние објекти кои што се под капите на општините, да направиме увид и директни контроли да видиме во каква состојба се хидрантските мрежи, ПП апаратите, во делот на електричната енергија и така натаму. И сето тоа до крајот на месецот треба да го спроведат сите општини. Дополнително поразговаравме во делот на стамбените единици и нивната безбедност. Дадовме одредени препораки како општина ги посетуваме сите стамбени единици. Повикувани се и управителите кои што ги застапуваат стамбените единици за да целосно го испочитуваат законот за домување и да ја подигнат на повисоко ниво безбедноста во делот на хидрантските мрежи, цревата за хидрантски мрежи, ПП апаратите во стамбените објекти и нашата листа е проширена поради тоа што се соочуваме со проблем со стари фасади кои што дел од нив и паѓаат, да и тие бидат во добра состојба. Дополнително и за самите лифтови кои што и патничките, но и лифтовите за автомобили кои што ги има во зградите да бидат во добра состојба. Продолживме со кафеаните, рестораните и така натаму во делот на урбаната опрема. Имаме повици до самите кафеани кои што се доставуваат секојдневно за да се увиди дали имаат елаборати за животна средина, пријави за исполнети минимални технички услови, елаборати за поставување на урбана опрема и така натаму. Господин Герасимовски, требаш ли една ваква трагедија со жртви да општините излегуваат на терен? Па, колегите ги нарекуваат овие вонредни инспекцијски надзори. Јас не би ги нарекол вонредни поради тоа што и самата општина има континуирано инспекцијски надзори во делот на функционирањето на кафеаните, во дозволи за урбана опрема, животна средина и така натаму. Изминатата година имаме над 386 контроли. Продолжуваме и оваа година, но после немилиот настан и со засилено темпо и поголем број на контроли. Што покажуваат податоците од претходните контроли? Па, она што кажуваат и останатите градоначалници, дека има одредени аномалии кои што треба да ги подобруваме. За тоа се договоривме и направивме посебна комисија која што договоривме на ЗЕЛС од неколку општини, вклучени со и надворешни експерти, кои што ќе помогнат во делот на правење една програма за поставување на урбана опрема која што ќе биде унифицирана и ќе важи за сите општини, да немаме различни програми и во град Скопје и на територија на државата, односно сите градови и општини. Дали и колку често се прават вака инспекцијски надзори вонредни во општина Центар? Ми доставивте барање за податоци на некои за сите објекти. Еве главното да се посветиме на ова на зградите. Добро. Како е состојбата со зградите? Ние како општина подигнуваме свеста кај граѓаните. Пошто има многу најави дека во најмногу згради не работат хидрантите, има проблеми со лифтови, има проблеми. Значи, тие елементарни проблеми што може да предизвикат, не дај Боже, токму така, несакани действија. Несакани работи. Самите згради ги контролираат управителите, кои што целосно треба да го почитуваат законот за домување. И се ова што во моментот се прави од страна на општината, одредени проверки кои што треба да ги спроведат управителите и да ни дадат информација во каква состојба се сите оние работи кои што ги набројавме во стамбените единици. Управителите се тие кои што се одговорни во делот на заедно со жителите и станарите кои што живеат. Поради тоа што тоа е приватна собственост. Дали има некоја надлежност? Да, ние како општина ја подигнуваме свеста и веќе години наназад субвенционираме и даваме помош за одржување на зградите во делот на
кровови, лифтови и фасади. Тука сигурно влегува секторот за урбанизам, кој што имаме треба да врши контрола врз одредени повици каде што субвенционираме. А иначе целосната контрола е од страна на управителите кои што ги застапуваат зградите поради тоа што тоа е приватна сопственост. Да, меѓутоа која е улогата тука на сектор за урбанизам? Колку секторот за урбанизам врши контрола? Па секторот за урбанизам ги дава дозволите за градби, каде што се врши контрола од страна на инспекцијскиот сектор при градби, нови градби. Во делот на старите згради и нивно одржување, целосната грижа е на управителите и собствениците на стамбените единици, односно становите. Кога сме тука кај секторот за урбанизам, според и граѓаните и тоа што се гледа, во центар се изгледа дека нема слободно место. Има многу нови згради кај што се градат. Ние мораме да Касата на општината се полни. Ние мораме да го почитуваме законот. Колку се закон и почитуваат устав новите градби, колку почитуваат овие законски регулативи. Збориме за безбедноста на граѓаните. Уставот е дупот. Ние не можеме да не издаваме дозволи доколку некој има одредена парцела на која што има вцртана маркица во тој дуп, општината мора да постапува. Јас секогаш уште од самиот почеток велам све да се гледа со лупа како се работи и што све се издава. Се соочивме со проблем на самиот почеток. Знаете дека општината имаше неколку годишен мораториум, каде што имаше забрана за градба во повеќе дупови, односно поголем дел на општината. И се соочивме со тоа на самиот почеток при паѓање на мораториумот да имаме навалница на барања за дозволи за градба. Имавме во систем повеќе од 300 барања за вадење на дозволи за градба. Тоа ни направи огромен проблем и на вработените, но и направи еден урбан хаос кој што отпочна во општината. За жал не можеме целосно да го стопираме, поради тоа што, како што кажав, законот мора да се почитува целосно. Имате ли точна бројка колку стамбени згради се градат во моментот во општина Центар? Не знам на памет, но има околу 100 одобренија последните 6, 7, 10 месеци. Тука сигурно една од темите е дивото. Сите тие податоци ги имаме и од Државниот завод за статистика, но не сме прва општина со најголем број на издадени дозволи за градба. Тука секако се спомнуваат и дивите паркинзи и се помалку зелени места во општина Центар. Проблемот за паркирање го говоревме баш и претходно со колегите градоначалници кои што е на ниво на град Скопје. Правиме се да ослободиме што поголем број на паркинг места. Ако во минатото имало по едно возило на еден стан, сега имаме по неколку. Правиме напори и измени на програми при издавање на возачки дозволи и ги отстрануваме оние клацкалки кои што во минатото се представувале како паркинг места, кои што се недостапни, нефункционални. Тоа го укинавме и не е дозволено веќе поставување на такви клацкалки, се со цел да обезбедиме што поголем број на паркинг места при самите градби. Во делот на дивоградбите успеавме, поради тоа што имавме одреден проблем со некои дивоградби, да не можеме да ги срушиме, иницииравме измени во законот за конфискација на диво направени објекти на државно земјиште. Нешто што не успеа и што влезе во новите законски регулативи. Како општина го видуваме проблемот со паркирање и постојано бараме начин да ги зголемиме бројките и капацитетите во делот на паркирањето. Кога сме кај инспекцијските контроли врз објектите од јавен карактер, освен зградите, тука паѓаат и школите. Како е ситуацијата по училиштата? Да, колку се безбедни училиштата во општина Центар? Не само на овие дополнителни контроли после овој немил настан, општината контролира, прави и заедно со училиштата контроли во делот на поставени ПП апарати, функционалност на хидрантните мрежи, како и обуки на децата за евакуација од немили настани. Имаме 2 пати во текот на годината обуки за евакуација, едната е направена, едната ќе се прави до крајот на годината, односно следните неколку месеци. Освен обуките, денеска слушавме председателот на ЗЕЛС, спомнуваше дека во иднина ќе направат школите да имат безбедносни скали.
Колку во центар Тоа школи има ќе такви... треба да се предвиди Има ли во во центар некоја школа што ги исполнува овие услови? Па имаме по неколку влеза во самите училишта. Дел од училиштата се на неколку спрата, дел се на приземни, сите се на неколку спрата, но се во одлична состојба. Редовно ги реконструираме и спортските сали, и училниците, и ги одржуваме училиштата на највисоко ниво. Можат родителите да бидат спокојни дека нивните деца се во сигурни училишта. Во овој контекст како е соработката со извршната власт? Па имаме Сте континуирани побарале помош, средби преку ви ЗЕЛС, излегуваат ли? каде што даваме одредени препораки, барање за одредени законски измени, се со цел подобрување на самите закони за подобро функционирање на системот. При оние состаноци и средби и со ЗЕЛС, но и сето она што го препорачуваме до владата, до сега соработката е на задоволително ниво. Ве прашувам пошто сте еден од единствените тука што Единствено во градско. припаѓате на опозицијата. Да. Господине Герасимовски, ова година се одржуваат локални избори. Дали мислите пак да се кандидирате за уште еден мандат за градоначалник? Приоритетни е да ги завршиме сите оние капитални проекти кои што ги имаме ветено на граѓаните во 2021 година. Поголем дел од нив се и во крајна фаза, отпочнати, некои завршени. Јас сум задоволен од сето она што го имаме сработено заедно со мојот тим на Значи вие сте луѓе горд на сработеното во до сега. општината и очекувам дека граѓаните на сите оние анкети кои што ги правиме дека ќе ни дадат поддршката. Спремни сме и за следен мандат, имаме капацитети, добар тим на луѓе, но и добри идеи и проекти кои што ќе ги Вие предложиме. викате дека сте спремни, како е атмосферата во СДСМ? Па, вчера имавме цел, разговаравме на повеќе теми, моменталната политичка ситуација, внатрепартиските избори за председател. Во моментот ќе се прават дополнителни анкети и самите општински организации ќе даваат предлози за можни идни градоначалници. Искрено ја очекуваме да верувате. Очекуваш ли против кандидат внатре во партијата? Па, никогаш не е случајно и демократски да и внатрепартиски имаме против кандидати кои што ќе појават амбиции. Во изборите 21 бевме 7 кандидати внатрепартиски. Зашто да не очекуваме и сега да имаме против кандидати? Господин Герасимовски, ви благодариме многу за времето. Би благодарам на поканата.